Господине Заев, си дадовте шанса самиот на себе пред околу месец дена да бидете министер, ама сведоци сме дека некако шансава не ја искористивте. Премиерот Заев си даде шанса и да биде учител, нели од говорницава на Собраниево на Република Македонија ни најави дека ќе не учел како се води економијата, дека ќе се биле сведоци на економска година во Република Македонија, ама и од тоа ништо. За брзо време, односно за околу месец дена, премиерот виде дека ни професорскава работа не му оди баш добро. Ама тоа го виде затоа што премиерот Заев всушност се соочи со вистинските бројки кои што изгледа кога се кандидира да биде министер за финансии ги немаше видено и сигурно посакуваше да се поинакви. Меѓутоа, почитувана македонска јавност, реалноста е следна. Заклучно со јули 2019 година реализацијата на капиталните расходи е 24,5% од планираните, односно околу 100 милиони евра од предвидените 422 милиони евра. Почитувана јавност, ова е само еден, ама многу голем показател од и оваа влада за работа не ја бива. Меѓутоа, последниве месеци видовме дека за многу други нешта ја бива, за многу други работи, на што сме сведоци веќе месеци наназад. Но затоа, почитувана македонска јавност, веќе вчера владата најави дека ќе прави ребаланс на буџет, каде што ќе ги намалат предвидените капитални инвестиции, за да на крајот од годината прикажат за нив по поволни бројки, за да во стил на СДСМ пробаат повторно да ја замајуваат јавност. Затоа денес премиерот Заев реши да ја стави Нина Ангеловска за министер за финансии, за да има еден ден кој да одговара за катастрофално завршениот мандат на оваа влада. Буџетот во моментов е во катастрофална состојба, профитот на фирмите секојдневно опаѓа, а доказ за тоа е и намалениот платен данок на добивка. Почитувана јавност, бродот на Социјалдемократскиот сојуз не само што тоне од ден во ден, што тоне бродот на Социјалдемократскиот сојуз воопшто и не ми е криво. Меѓутоа ми е криво и е непростиво што тоне Македонија начело со оваа власт, со оваа влада предводена од Зоран Заев, која што, за жал, денес ќе стане потешка и бродот уште подлабоко ќе тоне. Довршете ја мислата. Затоа, господине Заев, денес е денот кога треба да си ја поднесете оставката и да ја ослободите Македонија, повторно да тргне по истинскиот пат. Благодарам.